се наоѓаме пред спортскиот центар Борис Трајковски и ова е уште еден прекрасен објект во нашето Скопје. Зборуваме за сите актуелни теми заедно со директорот Даниел Апостолски. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, одлично ви благодарам на поканата и се надевам дека што повеќе вакви средби ќе имаме. Минатиот пат зборувавме за базенот кој што тогаш не беше во функција, меѓутоа веќе е ставен во функција за сите рекреативци, пливачи и клубови кои што го користат. Токму така, како што кажавте, одреден период бевме затворени поради санацијата на крвот која што беше неопходна. За наша среќа во моментов апсолутно не се соочуваме со никаков проблем и тоа е веќе надминато, како што рековте, рекреативците веќе го користат активно базенот, исто како и пливачките клубови, така што во моментов можам да кажам дека базенот е во одлично состојба. Колку време беше потребно да се санира сето што имаше настаната штета во овој дел од базенот? Па добро, би рекол дека активна работа може би имаше околу 3 месеци, меѓутоа претходно изгубивме малку време во однос на тендерските постапки и се што е неопходно што мора да помине како процес. Така што некаде 4-4,5 месеци бевме затворени, но верувам дека граѓаните навистина има разбирање за сета таа ситуација, бидејќи навистина се соочиме со проблем кој што не смееше да биде занемарен. Во моментов е решен, како што кажав, и се надам дека веќе нема се соочуваме со такви работи. Тоа значи дека е апсолутно безбеден за сите кои што го користат? Апсолутно. Спортскиот центар Борис Трајковски отворен и за многу концерти. Периодов до нова година верувам дека ќе има големи звезди и од Балканот, меѓутоа тука е кај нас. Што се ќе се случува? Како што кажавте, да, звездите од Балканот, како и во изминатите години, се присутни тука во спортскиот центар. Ќе имаме и двајца светски диџеи кои што ќе пуштаат музика во нашата сала, имаме и други културни настани. После новата година имаме неколку ракометни надпревари кои што ќе се одиграат во салата, така што може да кажам дека секогаш имаме нешто што се случува тука и навистина никогаш не е досадно, така што граѓаните секогаш ќе имаат понуда и програма која што ќе може да ја посетуваат. Она што навистина им се допаѓа на скопјани, тоа е Скопското лизгалиште и тука сме него на непосредна близина. Кога ќе биде отворен? Планираме да биде отворено на крајот на месецот ноември. Изминатата година имавме малку поголеми зафати околу него во однос на инфраструктурниот дел кој што се наоѓа долу под ледот. Оваа година ќе го разубавиме малку, би рекол, изгледот на лизгалиштето и ќе имаме еден нов сјај кој што се надевам дека ќе биде барем на воодушевување како на нас вработените тука, така и на сите посетители, така што оваа година лизгалиштето ќе биде навистина поинакво од сите изминати години. Нешто што скопјани остана да речеме да не го користат беше аквапаркот и тоа е во наша близина. Се размислува ли од наредната година да биде ставен во функција? Ќе биде ли безбеден и тој за сите кои што ќе го посетат? Како што кажавте, изминатите години аквапаркот не беше во функција од причина што навистина не бил ниту одржуван, ниту би рекол биле следени сите процедури кои што морале да бидат следени во однос на него и на реквизитите кои што се поставени таму. Веќе ги бркаме сите документи кои што ни се потребни да ги сертифицираме постоечките реквизити во аквапаркот, како и да го уредиме хортикултурно, така што сметам дека во текот на наредната година, би рекол првите 3-4 месеци, активно ќе работиме во него, така што некаде мај-јуни веќе би требало и да отпочнеме со работа. Каде има најголема посетеност во спортскиот центар Борис Трајковски? Дали тоа се можеби надпреварите? Па добро, да, надпреварите секако, меѓутоа како што знаете и концертите се многу посетени, така што јас не паметам барем од кога јас сум тука дека сме имале настан кој што не бил посетен или не бил убав. Така што најверојатно програмата која што тука се приготвува секоја година е од интерес на граѓаните и најверојатно и поради тоа се присутни многу често. Уште еден настан до крајот на годината во месец декември, што ќе се случи? Токму така, да, ќе направиме еден винтер или би рекол јас зимски фестивал кој што ќе се одвива тука токму на овој плочник од 24 до 28 декември. Ќе имаме музичка програма, ќе има кукички, би рекол, божикни и така натаму, така што тој дел на месецот декември, би рекол, и ние божикни празници ќе имаме можност да ги поминеме тука пред спортскиот центар Борис Трајковски и да уживаме како во убавата музика, така и во убавата храна. Да, секако ние ќе ве посетиме и во тој период и ќе заокружите убаво оваа година. Наредната година исто така имате големи настани, да споменеме мал дел од нив ако може. Па добро, да, како што кажате, секоја година имаме во однос на сеемите, имаме Брейкалек организира многу убави настани кои што се во однос на танчерите кои што секоја година овде прават или европски или светски првенства, така што би рекол дека во делот на културата секогаш имаме тука убави настани. До година би рекол дека не би ги откривал сите бидејќи не ни се уште прецизирани и дефинирани, меѓутоа секако ќе имаме пак богата програма како и оваа година. Ама ќе се стави акцент на нашите домашни изведувачи, можеби повеќе. На моје големо задоволство би сакал да е навистина така. Благодарам што еднаш надведнат. Благодарам и на вас.